Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. На полнок завршува изборната кампања за повторените избори за градоначалник в недела во општините Гостивар, Маврово, Ростуша, Врапчиште и Центар Жупа. Изборниот молк ќе трае до завршување на гласањето на 11 јануари во 19 часот. Според информациите од Државната изборна комисија, гласачките ливчиња и апаратите за биометриска идентификација денеска се дистрибуираат до општинските изборни комисии, а оттаму ќе бидат подигнати од избирачките одбори. Утре гласаат болните и изнемоштените и лицата во затворите. Најмногу граѓани со право на глас има во општината Гостивар, каде се запишени 82.870 граѓани. Во избирачкиот список за Маврово Ростуше се запишени 10.575, во Врапчиште 27.279 и во Центар Жупа 7.562 избирачи. Кандидати за градоначалник на Гостивар се Невзат Бејта од коалицијата Вреди и независниот Валбон Лимани, поддржан од коалицијата на ДУИ, а од вечерва доби поддршка и од Социјалдемократскиот сојуз. Во Врапчиште кандидати за градоначалник се Исен Шебани од ДУИ и Зулхаера Демири, поддржан од група избирачи. Во Центар Жупа има само еден кандидат за градоначалник, тоа Аријан Ибраими од Демократската партија на турците. Во Маврово и Ростуше пак има двајца кандидати, и тоа Онер Јакуповски, поддржан од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, и Јанес Ахмети, кандидат на СДСМ. Согласно изборниот законник, на повторените избори за да се избере градоначалник, треба за еден од кандидатите да гласаат повеќе од половината од излезените избирачи, вклучувајќи и Центар Жупа, каде што има само еден кандидат. Изборите за градоначалник во овие 4 општини се повторуваат, бидејќи на локалните избори во октомври таму немаше доволен број граѓани излезени на гласање. Лидерот на СДСМ со остри критики се спротистави на планот на Мицковски за лидерска средба и укинување на техничката влада. На брифинг со новинарите им порача на сите кои ќе се појават на средбата дека со тоа даваат легитимитет на работата на Мицковски. Освен СДСМ, засега најголем дел од партиите потврдија присуство на средбата на која очекуваат покрај за укинување на техничката влада да се разговара и за други важни теми за граѓаните. Филипче не се предомислува. Нема да оди на лидерскиот состанок кај Мицковски закажан за 14 јануари во клубот на пратениците. Според него, секој што ќе се појави таму само ја легитимира власта која сака да избега од одговорност преку распишување нови предвремени избори. Не одстапува ниту од техничката влада, која според него представува светлина и гаранција за фери демократски избори. Кој оди на состанокот, кој што го иницира премиерот Мицковски, е поддржувач на изолацијата на земја и дава легитимитет на сите антидржавни политики. И што е најлошо, дава легитимитет на криминалот и на корупцијата. Кој оди на таков состанок јавно се декларира дека е соработник на тендер коалицијата. Време е да се знае кој е за Македонија, а кој е за криминал и корупција. Да знаеме кој е за изолација, а кој е за прогрес и за интеграција. И поради сето тоа за нас Европската Унија нема алтернатива. И покрај тоа што нема да учествува на состанокот, Филипче вели дека СДСМ не бега од дебата, но таа, како што најави, треба да се води во собранието. Иако не му се допаѓаат во целост реформските закони што ги предлага власта, тој вели дека СДСМ ќе ги поддржи. Сепак според него тие нема да го отворат евроинтегративниот пат на државата. Филипче оценува дека Мицковски води анти-ЕУ политика, дека со своите потези ги провоцира Софија и Јатина. Единствениот начин да почнат преговорите со Европската Унија според него се итни уставни измени со кои бугарите би станале дел од уставот како заедница. Тој информираше и дека не му се допаѓаат измените во кривичниот законник, со кои се прави обид да се коригира грешката направена во времето на СДСМ и ДУИ, бидејќи, како што вели, казните за корумпираните функционери и понатаму се ниски. Во контекст на изборниот процес без опозицијски министер за внатрешни работи, Филипче го проблематизираше и проектот Safe City, посочувајќи дека не е јасно кој ќе ги поседува и како ќе се користат податоците за движењето на возилата. Според ВМРО ДПМН со ваквите ставови, Филипче не одбива само лидерска средба, туку и диалог и подадена рака за градење политички консензус за државните интереси.
Го разбираме зошто е против реформите во правосудството и обвинителството. Докоска е исплашен од расчистувањето на кадри избрани од Бихачка, кои го штитат од одговорност за криминалот со 20% провизија за модуларните болници. Криминал што во Тетово одзеде 14 човечки животи за само 2 минути. За тендерите за набавка на јаглен за ЕСМ од фирма која му подарила луксузен джип Ауди. За вакцините во ковид периодот што сакаше да ги набави по цена двојно повисока од пазарната. И тоа од компанија за тропско овошје, како и за низа други случаи, коментираат од партијата на Мицкоски. Од УИ се уште ја очекуваат официјалната покана од Мицкоски пред да одлучат дали ќе присуствуваат на средбата во клубот на пратениците и кои ќе бидат нивните барања. Левица не потврдува учество на состанокот, но од партијата веќе имаат став за прашањата што премиерот ги најави за дебата на лидерската средба. Укинувањето на техничката влада за нас е прифатливо, само доколку оди рака под рака со вистински, а не декларативни демократски реформи. За почеток, воведување една изборна единица како единствен начин секој глас да вреди еднакво. Вториот услов е укинување на политичката цензура и обезбедување еднаков пристап до медиумско представување на сите политички субјекти, велат од партијата на Пасиев. Коалицијските партнери на ВМРО ДПМН, Знам и Вреди веќе се изјаснија дека во среда ќе присуствуваат на средбата во клубот на пратениците. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги предложи Сузана Јошевска-Анастасовска и Ерлинда Кадри Шахиновиќ за членови на Судскиот совет, потврдија за Сител од нејзиниот кабинет. Предлогот следи откако минатиот месец во Собранието беше изгласан новиот закон за Судски совет. Ерлинда Кадри Шахиновиќ е универзитетска професорка која академската кариера ја градела на Факултетот за правни и политички науки при ФОН, како и на приватниот МИТ универзитет. Беше и член на Комисијата за помилување на Силјановска во составот кој си поднесе колективна оставка по спорното помилување на член од кланот Барон. Сузана Јошевска-Анастасовска, истакната адвокатка со долгогодишна пракса и позната на јавноста преку нејзините професионални оценки и анализи за состојбите во правосудството. Советот на јавни обвинители ќе проверува дали премиерот ја нарушил самостојноста на обвинителката Ленче Ристовска, откако таа поднесе представка и побара извинување од Мицкоски. Ристовска очекува Советот да ги потврди нејзините тези. Од владата пак велат дека се зачудени од реакцијата на обвинителката, оти премиерот не ја споменал со име и презиме. Советот на јавни обвинители ќе разгледува представката на обвинителката Ленче Ристовска против премиерот Мицкоски, па ќе решава дали ќе постапува. Таа вчера реагираше на наводите кои премиерот ги изнесе во интервју, каде говорејќи за последните измени на кривичниот законник, Мицкоски без директно да ја спомене Ристовска, рече дека поранешен припадник на поранешното СЈО бил најгласен противник на измените, нарекувајќи ја медиокритет. Првиот човек на Советот на јавни обвинители вели дека го добиле писменото известување од Ристовска, прво ќе го разгледуваат, па потоа ќе решаваат дали има основ да постапуваат. Советот, согласно закон, ќе го разгледа и ќе одлучува по представка или по известувањето. Не можем ништо као заклjuč да кажем, ќе видиме. Советот ќе одлучи, ќе видиме. Според правилникот за обезбедување и гарантирање на самостојноста на јавните обвинители на кои се повикува Ристовска, ако комисијата или Советот утврдат нарушување направено од носител на јавна функција, заклучокот со препораките ги доставуваат до владата или собранието. Покрај писмено известување до Советот на јавни обвинители, Ристовска писмено му се обратила и на премиерот Мицкоски со барање за јавно извинување и повлекување на спорните наводи, но одговор нема добиено. Не добив извинување од председателот на владата. Од Советот очекува да постапи според своите надлежности и да утврди нарушување на самостојноста во вршење на мојата јавна обвинителска функција, бидејќи нападите доаѓаат од некој кој е законски застапник на политичка партија, опфатена со кривични постапки по кои постапувам како јавен обвинител, вели Ристовска за Сител. Од владата пак се изненадени како Ристовска се препознала во интервјуто. Премиерот Христијан Мицкоски во интервјуто не ја спомена Ленче Ристовска со име и презиме. Тој говореше за медиокритет и чудно е како Ленче Ристовска се препознала во тоа интервју, велат од владата. Судирот помеѓу премиерот и Ристовска трае подолг период, откако владата минатата година ја поништи листата на кандидати за судија во Страсбург, на кој беше и поранешната специјална јавна обвинителка. Во тој период Ристовска секојдневно беше дел и од соопштенијата на владеачката партија, каде ја нарекуваат звезда на пропаднатото СЈО. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.
75-годишната скопјанка која денеска напладне беше прегазена на улицата Народен фронт во Скопски центар, попладнево им подлегнала на повредите, потврди од клиничкиот центар. Возачот кој удрил во неа веднаш по несреќата побегнал и се уште е недостапен за истражните органи. Од МВР информираа дека околу Пладне во секторот за внатрешни работи Скопје било пријавено дека на улицата Народен фронт патничко возило удрило во пешекот љ, пошто возачот го напуштил местото на настанот. Повредената била пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза, но попладнево починала. Станува збор за жена на возраст од 75 години. Несреќата се случила на дел од улицата каде нема обележан пешачки премин. И по неколку часа од трагичниот настан се уште се видливи траги од крв на коловозот. Дел од жителите велат дека сцената била вознемирувачка. Денеска во 11 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на улица Народен фронт во Скопје патничко возило удрило во љ и го напуштило местото на настанот. Повредената со возило на итна медицинска помош е пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје за укажување на лекарска помош. Веднаш по добиената пријава на местото на настанот е упатена екипа од секторот за внатрешни работи Скопје и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот и возилото. Двајца мажи на возраст од 30 години, жители на Скопје, синоќа се пронајдени без знаци на живот во викендичка во гостиварското село Горна Ѓановица, потврдуваат од СВР Тетово. Случајот бил пријавен во полицијата доцна синоќа нешто пред полноќ, пошто веднаш била испратена екипа на терен. Лекар кој пристигнал на местото на настанот ја констатирал смртта, при што според првичните информации не биле забележани видливи траги на насилство. Станува збор за лица со иницијали ТЈ и ИН, двајцата на возраст од 30 години. По наредба на јавен обвинител, телата се предадени на обдукција, која треба да ја утврди точната причина за смртта. Увид на местото извршили јавен обвинител и полициска екипа од СВР Тетово. Сите човечки и материјални ресурси се ставени на располагање за санирање на штетите по поплавата во Охрид, критично и во Кичево, каде водата се повлекува, но се уште не може да се влезе во домовите на евакуираните граѓани. На располагање ставени сите човечки и материјални ресурси за санирање на штетите од поплавите во Охридскиот регион. Во населбата Далјан екипи до доцна во ноќта биле ангажирани за пренасочување на водата кон езерото, како и за испомпување од подрумите, дворовите и деловните простори, а се интервенирало и Орман, Железничка, Горнола, Кочере и на сите оние места каде имало поплави. Градоначалникот Пецаков најави обештетување на погодените од поплавите. Најбитно е да осредиме проблемот со поплавата. Понатаму тие ќе имаат можност во соработка со општина да бидат обештетени нормално за одредени работи кои што се случиле со поплавите врз основа на она што ќе биде заприметено на терен. Охриѓани вела дека не паметат вакви поплави во домовите. Па сноши до касно време бевме тука до 12 до 24:00 да кажам. Ужасно. Значи Охрид не се памти во моите години вакво невреме. Старава се излезе сама, довдека вака негде до пола беше до стариот, ние со луѓе дојде уште 2-3 го кренавме заш болени од скерозе. Едва и онаквивме и степме. Па ќе видиме сега ако успееме да чистиме нешто, ако не ќе мораме негде или кај мизо негде да онакват неколку дена дури да се расчисти тоа, иначе нема во живот ваков не. Во Кичево пак водостојот на реките се намалува, но на одредени локации состојбата се уште е критична. Огромни штети има претрпени објектот каде се одигруваат фудбалски надпревари, велат од раководството на фудбалскиот клуб Влазрими. Лоша беше, ти кажа. Едва и влегом натре. Па и земна. Машини, све оштета натре, се ќе видите. Во околу 120 лица од улицата Прилепска и натаму се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Озунов. Во текот на утрешниот ден ќе се изврши увид на оштетените објекти. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Следните вести се во 23 часа, до тогаш останете со Сител. Пријатно.